Ајде, Диме, брате. Здраво, живо, брат. Ајде, добре дојде. Те немам возено во југото, а? Не, прв пат. Па добре дојде. Плавај појас, брате, полетуваме. Да, во право. Така оди работата. Знаеш дека првата кола, уствари моја, не беше таа кола на мајка ми. Јас Знам. ја присвоив. Ми кажуваше сестра ти за југото на мајка ти. Да, тоа звучи. Ајде, брате. Да. Ајмо се на горница, ќе тргнеме. Чекај да видам само кадар, овде вака сме. Види, брате, да. Тежок сум, види, пробај. Оди. Какви ги има, брате, какви има базено. Кјути. Чекај се, овде гледаш коленото, Рикферс не дава. Јас малце во хаос, малце ме почека Диме денес, себе се јавно ќе ти се извинам. Абе, ако сам за тебе, брат, сестра. Што има Диме, се немаме видено, не знам од кога. Се немаме. Се блиц некако ќе се видиме низ градот И на толку останува. на неколку пати ти имам видено кај што снимаш, јас кај што... Да? Свирни негаш ќе те поздравам. Последно ве видов со Пајтонот, валјда со Добрев, не знам со кој снимаш. Нешто од Джоле. Со Джоле. Снимавме и Маријан беше Ѓоргиевски стендап и Бојан. Супер. Да. Сада те прашам што пресе Фелиција си уште така? Фелиција сум, да. Таму си колку време? Таму ми е... Матичното. Матичното, што се вика, баш матичното. Домот втор што викам јас. Да. Па не знам, веќе во Фелиција 4-та година сум. Пошто да, јас па ги време помина. Па да, јас почнав веќе таму да работам и отпред да се отвори, нели, со самото градење на објектот и така натаму, од старт на приказната за Фелиција, така се вработив за време на короната, случајно, пошто јас бев ојден да барам работа за маркетинг, уствари, на крај испадна за Фелиција. И супер ти се погоди. Да, супер, некако се погоди, оно баш што сакам да го работам и што е реално дел од мене, што го правев до мене шоу бизнес и така натаму, да. Апсолутно. Уште останува Фелиција единствено кабаре во Македонија, така? Нема конкуренција. Моментално да, она што знам дека имаше неколку обиди во Македонија да направат кабаре. Имаше некои клубови од Скопје вамо таму низ Македонија, али навистина е прво скапа играчка, второ знаеш ти пошто еден дел беше во нашиот тим маркетинг, знаеш точно. Тешко е за организација, си сака посветено, си сака време. Многу луѓе сме, ние сме еден, да кажем, приватен театар кој што сериозно работи, се труди да го одржи сето тоа што го имаме направено. И јас сум навистина гордот и во градот направивме, не само во градот, ние во Македонија направивме на приказна кој што стварно се збора и еве, луѓе кои што доаѓаат од други градови кои што го гледат нештото, навистина слушам само пофални убави зборови. Во секој случај. Донесето да речеме онака луѓе од други градови да идат битола. Па и од Грција, така? Па да, генерално работиме со наши од Македонија, али тоа баш пред некое време коментиравме дека уствари ние сме баш туристичко место, онака, луѓето идат да си поминат добар викенд, нешто поразлично, нели? И градот го полниме со луѓе од други градови. И ми е многу мило заради тоа, пошто... се вака за кабарето, пошто кажа да убави зборови. Кабарето е вистина тешко да се организира, кој што кажа цела представа театарска, мюзикал голем. Има коментари, се ова за да го разјасниме, дека нешто. Има коментари во смисла на секој одам истото кабаре го гледам. Зошто на секој се гледа истото кабаре? Па зошто на секој кога ќе влези в театар гледа една представа кој што се работела, нели, кој што се спремала за да ја гледаат. И сега значи ние имаме околу 3,5 сати програм кој што почнува нели 11 сатот, завршува 3 и така натаму. Да, само за споредба, ова пола сат мојата програма која што јас ја правам, види и сам колку време се договаравме. Така, апсолутно. А не па 3,5 сати да имаш. Апсолутно, да. И сега тука се врзани многу аспекти, значи врзан е костим за одреден настап. Да. Врзана кореографија, изведувач, танчери, музика, избор на песни. Да, ние значи нормално како сите останати во текот на неделата имаме обавезно една или две проби кои што се одвиваат во Скопје. Пошто поголемиот дел од екипата се скопјани.
И малце патување види. Па добро, тие се таму, јас реално одам патувам, али окей ми е. Некогаш и луѓето кои што се таму, некогаш не мора ни да одам, веќе тоа е поставено си тера, се знае дека треба проба пример. Веќе му го задавте редот. Да, баш редот. Си течи тоа пона, значи ние работиме макотрпно. Реално е многу тешка промената, бидејќи Дали ви е забавно да го правите нештото или чувствувате Па мислам дека на сите луѓе кои што доаѓаат во кабарето многу пати му си има да се ми речат леле едва и чекам петок да дојдам во кабарето и да уживам. Да лабам малку, да. Пошто голем дел од уметниците кои што се во кабарето, дали се од опера или балет, дали се во театар вработени, значи сите се уметници, сите се професионалци во својата област и сите одат на работа, да речеме, во некоја установа, али чекаат петок да дојде за да си помина добро, пошто навистина прво е голема дружбата, ние станавме како буквално едно семејство кој што Се евра те прати овде што те чека. Ајде. Ќе продолжиме муабето, морав еден пит-стоп да направам до телефон сервис. Отвори жамчето малку. Здраво, Стигнавме. живо. Па нормално, да. Ова за тебе. Еј, фала многу. Здрави, Фала, живи, Мартин фала, Селен. да, си благодарам. Да си Thank you здраве, very жива, much, фала ти. убав ден да си Убав имате. ден, Се чао, се гледаме, најдаме. поздрав до телефон сервис. Да, поздрав. Ете така, брате, поздрав Филип. Филип, поздрав Филип. Ајде да се вклучиме се во ова гужба. Да. Значи, тоа ти е поклон од моите поддржувачи супер, телефон сервис. Супер, ти благодарам Се Мими. обидовме да направиме нешто со твојот телефон, ама некој чудесен телефон користиш. Да, Нешто вика. друго најдовме. Да. Мислам дека ќе те бендис. Леле и браво, брат. Ама тоа не е се, ќе одоправиме муабето и уште ќе те дарувам. Супер, да ми си здрав. Има, да, ете, гледам некој. Благодарам. На Јубајн, ова Слушалке, ова се е. знае за тебе, музичар. Ова е слушалке. тоа, разбираш, си знае Мими како треба, пошто ви музичар е, нормално. Ето така. Леле, браво. Рече за Ви мобилниот. благодарам и на телефон сервис и тебе. Ето така. Многу сум среќен. Мило Чим ми е. има слушалки, брат, да Се знаеш го што дека треба. тоа е тоа. Чекај, тек смо почели, брате, Да. виш што те чека сега. Виштина, ајде. Да ми беше муабет да се вратиме кај кабарето. Многу уметници Да. сте собрани Да. и супер што така функционира. Да, тоа сакав да ти го кажам, само да го завршам муабетот, дека во денешно време јас сум убеден дека многу е тешко да одржиш еден бенд кој што, ајде ќе речем, се 5 луѓе Ете во така, прашање, да. а не 40 како ние. Цел ансамбл. Јас стално викам дека не случајно се случуваат работите и во нашиот случај конкретно мислам дека Господ има клаено рака и ма рече на овие луѓе, За тука да си. бидат сплотени, нека работат, да бидат разумни, не дека сме немале ние проблеми внатрешно, ама тоа биле ситни некои Тоа е нормално во и секоја организација. да, ситни работи кои што пак биле во склоп на работата Да. и Така е, ќе се задржиме уште малце на Фелиција и после ќе преминиме на тебе како уметник и музичар. Ми е интересен моментот бидејќи таму идат балкански познати пејачи. аха. И тешко е, знам, да се организира со нив, и јас го поминав тој дел Да. со чекање на интервјуа, се случувало и по 4 сати да Да, чекаме за да. една минута да снимиш изјава и така натаму. Буквално. Колку беше предизвик, ете да стапиш во контакт со цела таа плејада на музичари, пејачи, уметници, како типот нели Јаца Лукас, Јелена Карлеуша и така натаму. Да. И колку се тие добри за соработка? Колку соработуваат? Знаеш како секој е различна индивидуа. Јас стално викам дека уствари помалите се прават поголеми звезди Од големите. од големите звезди. Уствари големите звезди во ранг на Чолич и така натаму се да не ги редам надолу, значи толку се едноставни бе брат и толку се окей луѓе што просто викаш абе не можам да си поверувам пошто знаеш сме пораснале ние Со нивна реално музика, со со нивна музика. Сега овие што се во некој подем со кариерата или се на некој ниво кој што реално е такво како што е, тие глумат дека се звезди, имат барања, имат не знам што. Ајде влези, брат. Да. Се гибат, се вака, Така, да, ќе да. возиме, се гибат. Супер, супер. И, знаеш, секој како уметник е различна индивидуа, сум имал и добри и лоши искуства, си барат
дел од нив. Мими ќе го оставам ова позади. Слободно, ето така. Ќе Си застанеме имаат, да избегнеме гужвата, ќе застанеме негде. кажи, значи си имаат свој барање, не дека си немаат. Али се многу убаво искуство, пошто Што барале најмногу, онака да се речеш ајде бе сега, да ја претервате пример. види, знаеш, стално кога ќе се договараме, значи ќе се договориме за нели за термин, за настап и така натаму и се пример тука обавезно има рајдер листа. Да. Сакам, не знам, ваква пијачка, вакво грозие да има, не знам, До секој можен детал. буквално тој. Сега знаеш како на почеток кога реално и за мене беше новост, пошто јас Да. за прв пат во Фелиција почнав со организација на такви ивенти со пејачи и така натаму. Да. Нормално се трудиш да А му вие одобра. како македонски пејачи од македонска естрада немате рајдер листи, а? Па реално не, мислам дека сме многу Полабави во тоа. полабави во тој дел и пробаш да му угодиш нив, знаеш. Да. И сваќаш дека уствари тој нема него гибнито нешто, само А зашто го бара пример? зашто го бара, зашто пример тој ти ја праќа рајде листата, не знам кога имал пример некој концерт во лупам, појма немам, Београд во не знам што. И сега ти дава некој готов рајдер кој што го Функционирал за таму, функционира. И иди пример, еве конкретно не знам Лепа Брена беше, не знам каков джин бараше. И огледало, знам. дека Огледало специфично тоа. И бараше, уствари да. седна таа, му викаме сакате, знаеш, извинете, сакате да послужиме, нели? Не пија место. Нешто може би спонзор му била таа водка, појма немам на некој Да. концерт, останало тоа во рајдер, таа ја си пушта, ние Се поставуваме, да. паничиме, ајде да му доволиме. И не знам, генерално на тој начин има некои кои што се тешки за комуникација, кои што многу тешко онака е баш да го изработи настанот, си бега, не се замара, има луѓе кои што Ужива пејачите додека, ден да. денес ми се пријатели, комуницирам баш онака, ми се многу блиски, кои што знаат дека сум седел со нив, сум му кажал, слушај, јас сум музичар во Македонија, сум познат, сум работел, еве да видиш, и слушале, гледале, работи. Другарче многу смело на рикверс. Да. И као, знаеш, се направило муабет, абе, ти чекај, не си, значи било кој. Така е. Па се распрашале и така натаму и сме останале во контакти. И едно убаво искуство е што во иднината сум направил некое пријателство, кој што верувам ќе траи, нели, понатаму. И секако се чувствуваш подобро како пејач или како менаџер? Па да ти кажам искрено, убаво ми е со двете работи. Убаво е кога ќе правиш нешто од двете страни. Музиката е стално за мене главна особина, Да. затоа што тоа е природата моја, едноставно. Ова менаџерскиот дел, си го терам дел ми од работата, пак е во склоп со она што го работам Така е, и да. се осеќам исполнет. Во секој Убаво, случај си да. во духот на Па, твојата да, работа. Да. Си го работиш тоа што го сакаш. Апсолутно, И да. тоа е многу добро. Од цел живот ќе работиме, стално тоа го велам, барем да го сакаме она што го работиме. Точно, ти тогаш уствари тоа не ти е работа, тоа ти е Така е. Така. Кога ви- ти стани работа, тогаш е проблем. Ете така. Сега, на пример, мене ми е работа, се возам во југото. Да, ма пак го правиш тоа што го сакаш, Да, така? Ти буквално. не случајно го правиш. Да. Цел живот си ти во овој дел. Во вакаша. И во музиката, и во медиум, и И така. во јавниот живот, така е на Апсолутно, некој начин. Се тука јас ќе барам паркингче, Ајде, да бе. те дарувам дополнително и после ќе Ајде, продолжиме со муабетот на твој личен план, прогрес и така натаму како музичар. Имаш што и да изнакажиш. Ете тука некое слободно паркингче. Вака се брате. Еве сме. 61 по едно овде. Ајде, брате. Има, богами. Што да седај. Така. Првин, автоперална аква, бесплатно перење на возилот. ти благодарам. Повелеле. Наспроти Баш медицина ми е. на трудот кај Миланчо. Супер. И ја дарче ваучерот кај Јоцо Solution. Еј, супер. Тука ако гледаш видеата што прави Јоцо, можеш да видиш Супер. што може да ти понуди. Ваучер 5+, кучиња мачиња чуваш? Се чувам, и куче, и Знам мачи, и дека папагал.
И папагал, брате, И- еве ти љадарче да ваучер си да ги запиши. свежниш малце. Обавезно. И парфемче нуер да се земеш од парфемерија нуер кај Е, кај ти смајче, благодарам. оригиналче парфемче. Ти благодарам. И брате. пошто си јавна фаца, ти треба малце да се олабаиш од Ива Beauty Center, имаш релаксирачка масажа на лице, Супер. така да ќе си посетиш Супер, и супер, ти благодарам, брат. Му благодарам на сите, нели, сите што ќе те се поддржуваат, свежниш, пошто така е. е многу И Буцо битно. Кинг автокозметика за твојот автомобил. Супер. Ето така, брате, супер. можеш на Здрави, живи сите. чечињата. Ти благодарам, име. Тоа е поздрав од моите поддржувачи. Ти благодарам. Телефон ова да се- сервис е така? назад, да, клај си го назад и ќе се продолжиме. Не Важи. застанувам за да не биде во возење. Така, да ти така, давам. така. Да не направиме милија. Да останам без југо. Вака, се ти како мал Да, беше виолинист. да. После стана пејач, композитор и твојата кариера се разви да стигнеш и до европски сцени и така натаму. Па ме интересира се ко почна музичко ниже одеше, така? Да. И таму мораш да одбереш некој инструмент. Диме. Диме беше да. Да. Спициентот. Спициент. Да. Како се одлучи за виолина? Или предиспозиција имаш онака физички, па те одредија професорите? Знаеш како мими јас како дете уствари мене игрите ми беа. Јас замислував дека свирам во некој бенд. И имам слики кога дете, на то не се сеќам, кога сум бил многу мал, кога ме носеле по свадби моите, уствари вика мајка ми ќе те однесевме. Цела вечер вика седеше до музичарите И гледаше што и се гледаше случува. шопрат, вика не трепнуваше апсолутно. И то ти беше вика како предизвик од ставно. И моите игри уствари беа, јас пушки што имав дома, пушката ми беше гитара, тенџерињата на мајка ми беа тапани или не знам што. Во дворот кофи и така натаму, јас од се пробав да си најдам извадиш игра со некаков музика, звук, да, да. апсолутно. И уствари кога се запиша во музичко, јас слушнав сам на радио и бев многу мал, уште не бев запишан прво оделение, тоа се запишвав и прво оделение. И му викам на мајка ми као јас сакам да одам на музичко. И вика од кај има упис, од кај слушна на радио. Значи буквално дете. Јас кога почнав да учам букви, почнав да учам и ноти. И така ме запишаја. И прв пат кој идов во музичко, барав тапани уствари да што претпоставам дека поголем дел од луѓето тоа кој ќе одат, кој ќе не знаат што сакат, барат тапани. Тогаш немаше класа по тапани. Ме пречека таму професорот Зоран Манев по виолина. Осем тапани барав гитара и гитара немаше во тој момент да се свири. Да, и што даш беше? И ми вика, се сеќавам Зоран Манев му вика на мајка ми, ќе го земам, талентирано е детето, ќе го земам да биде виолина да учи. Сакаш виолина? Сакам, окей. И почнам виолина да учам и навистина го засакав инструментот многу. И да бидам реален, значи многу вежбав. Јас како дете стварно многу вежбав. Прво бев кај Зоран Манев, па после се префрлив кај Ванчо Стоилков. И во тоа време јас по овие сите државни надпроверка што одев или зема специјална, прва, втора, трета, стално беше тоа. Котираше високо. Да, различно и се трудев. Значи шеста нижо ме примија, имаше конкурс со Македонска филхармонија, најдобрите од сите средни училишта. Ги прима, јас бев единствен со Исмаел Лумановски, Да. со нашиот познат светски да. музичар кларинетист. Бевме единствените кои што не примија од средно нижа школа за да настапиме со Македонска филхармонија. И така посем се запишав на факултет, се до моментот кога таа магијата, таа сцената за пење, кој што никогаш не замислував дека ќе бидам, ќе се бавам со пење, апсолутно никогаш. Некако не ме освои, тогаш беа актуелни оние шоута, првото шоу македонско беше М2. Да. И во тоа време Се замина пред да те прашам, Аха. ама добро, ако терај. да, си потпре. Лабаво, брате, да, овде, нема проблем. И во тоа време беше многу актуелно. Маја, сестра ми вика, има као караван на М2, јас ќе се пријавам. И му викам, па дај бе, јас ќе се пријавам, а јас слушав исклучиво само класична музика и по нешто електроника. Значи ова поп музиката, вервај ме, значи имам едно време дупка со поп музика, пошто не ме интересираше, едноставно јас
пример за класична музика, ден денес да дојдеш кај мене, виш, значи CD-ња имам. Да. Јас парите што ги пример не јадев на школа, си берев парите, ќе одев пример, ќе си купев CD од не знам. Од Вивалди. Да, некоја со класична Малце музика. му влегов нова, ама са тоа е со Југосов. Ќе ни прости. Ќе ни простат кама да раци. Да. И така, значи се запишав кога беше шоуто, ти викам сестра ми вика има караван, викам дај бе јас као на за фрканција ќе се пријавам. Која песна ќе ја пеам? Од пеачи ги знаев само Тоши Каролина, буквално никој друг. И викам не знам ај дај да видам овие што снимале, некој CD имаше маја донесено, Дем 2 од првата сезона. Да. Имаше една песна Ми требаш како магија, ја пееше тогаш Игор Узунов, мислам. Да. Ме фати таја мелодија, викам ова ќе ја научам, бе ова ќе ја пеам. И окей, се пријавуваме, одиме во Домот на културата беше аудицијата. И брат излегвам како да пеам, ја учев песната и насред пеење ми заборавам на текстот. Лабав скроз, почнувам пеам и се не ми текнува на текстот и викам, еј, јас абе го заборавив текстот и му го давам на водителката. Микрофонот и си бегам. Се смеј цела сала, се смеј. И шлукат, разбираш. И окей, и тогаш по SMS пораки контактира, не контактира дека уствари Одите понатаму. одиме понатаму. Јас не ни очекував дека ќе влезам во тие 100, не знам како беше така нешто, во 100-те најдобри дела од цела Македонија. Ми стига порака, викам леле, овие ме примија луѓето. Одиме Скопје, одиме и Маја беше исто примена. И одиме тогаш беше во Битола кога ти текнува во музичко Емил Арсов. Тој беше во првата сезона. Јас сум повторно јас. Да. Во првата сезона беше, а учеше нели музичко, јас се дружевме. Знаеш, сите се знаевме во музичко, се дружевме во она. Поминувам на аудиција во Скопје. И ми вика, бе брат, знаеш, Иво Јанковски ми спомна нешто, дека му си се бендисвал, пошто си бил многу искрен, вика, слободен, Да. плюс си пел, плюс музичар, вика, многу те бендис. Викам, окей бе, супер. Осети потенцијал човек. Да бе, да. И ме исконтактира као, вака, да знаеш, вика, ти си во 10-те влезе. Значи од тотален, Финалистите, да, од тотално, од намајтап што ја фатив работава, ми се деси да влезам во финалистите, тогаш кај Дарко Димитров, нели, тој беше главен продуцент заедно со Иво Јанковски. Да. Ме фати таа магијата со сцена, пошто во тоа време буквално преку една недела станавме популарни. Јас Скопје, кога ќе одев, буквално тинеџерите не знаеа, се следеше, телевизија се следеше, печатени медиуми, интересно чувство и таа магијата со студио кај Даре Димитров прв пат. Тогаш осети така. Тогаш осетив дека Ама ти од мал снимаше си до едно Па друго. да, ама тогаш знаеш како мал покојниот Чичко Кире Костов прв пат кога влегов во македонска телевизија, тогаш си многу мал, јас И не знаеш што се прво случува, оделение бев, да. Ти е како во некоја детска игра, знаеш, детски сон. Гледаш студио, ама не ти значи ништо, веќе, знаеш, кога си повозрасен, веќе сваќаш дека тоа интересно и те привлекува, дека Да. тоа е тоа. Добро, се сакам вака, бидејќи кажа популарност крена преку М2, малку дупки по улиците, ама добро. Настапи на многу фестивали из Македонија, Да, настапи на Евровизија, пратечки вокал. да. Ги видат тие сцени како функционираат во Македонија, како функционира низ Европа. Да. Шо е различно од тоа? Овде не можеме да помениме. Овде нешто се прави, сега се избори, нормално дека мора да се Се бојат да се улиците береш. да се среда. Што брате ти свртам овде на кавионите. Да. Ми муабетот, да, значи која е разликата помеѓаме македонските фестивали и оне голем евровизиски фестивал и европска сцена, таму организацијски, продукцијски, звук и така натаму, знаеш, бидејќи кај нас гледаш имаше ситуација кај што да не именувам, али медицинар во жири комисија на музички фестивал, така? Да. Некако нешто како измешани да се работи. Многу се измешани, за жал, голема е разликата, јас не викам дека кај нас не можеш да се осетиш добро, меѓутоа ваму го осеќаш онај светскиот начин на функционирање, пошто Евровизија навистина голем настан кој што
Таму како сте пречекани како звезди на Евровизија, например? Кој третман го имат кон вас? Па баш да се осетиш како звезда. Значи, без разлика дали си пратечи вокал, не знам. Значи, Дали си во организација или што? Да, апсолутно. Значи, тоа е толку голема манифестација која што за се имат смислено и секоја нова работа, секоја технологија се имплементира секоја година. Значи, ние кога излегваш на проби нели таму, како е процесот, сам накратко да кажам, пример, ти дават нормално in-ear мониторинг, ти дава микрофон, и ти вика, као да ме прво, колку сакаш гласно, дали добро се слушаш. Да ти намести Да, тебе има се човек чувствуваш. за тебе кој што се грижи и ти Аха, значи за секој човек си има посебен тонец. си има тонец кој што техничар кој што запишва. Пример, за оваа песна, за овој човек треба тоа, ти дава вода на проба, буквално за се грижи. И од тоа нема отстапка. И посем проба влегуваш во една просторија кај што се главните продуценти на шоуто, таму нормално ние пошто бевме со Дарко Димитров како главен продуцент кој што беше на песната. Како екипа влегуваме, таму се главните на Евровизија и прашуваат. Го прашуваат композиторот, продуцентот, што мислиш, дали окей ова со звукот, тој дава сугестии, овај треба го попуштиш, ова да намали, нели, нормално технички работи. И има, не знам, околу 30 екрани секоја камера точно што снима. Со нас беше тогаш, јас, пошто бев со Тијана, дел од екипата, имаше режисер кој што не спремаше од Србија, многу познат, кој што има работено српската Евровизија кога беше во Србија. И буквално му вика, овој кадар ми се бендисва, тоа ќе го земеш и, значи, тоа е толку на едно високо ниво. И прес, и новинари, и... А што е со македонските представници? Зошто некако, не само Тамара некако исплива, тогаш направи како некој бум и нешто пласнуваме, веќе втора година не учествуваме. Што е проблемот? Немаме екипа, нешто немаме креативни луѓе тука да направат. Па види, пошто ја спомна Тамара, јас сум убеден дека Тамара беше победник на Евровизија, само што политиката очигледно во се делува и во музиката. И мислам дека тие не се спремни да дадат Македонија да биде уствари организатор на такво шоу. Иначе мене ако ме прашаш лично, Има Македонија капацитет да организира Евровизија? Каде? Кај ќе сместиме? Па ние кога бевме Копенхаген, уствари некоја сала, стара фабрика, која што не знам каква дејност имала, остаена, ја има земено, адаптирано за Евровизија. Значи тоа е голема организација, пак ќе речам, тие не е случајно, пак иде екипа таму ќе видат простори. Нивна екипа дава сега случај. Да, не остават туку така, пошто стварно се вложува таму. Прво котизација за учество е еден куп пари за да учествуваш и да бидеш дел, да. И мислам дека очигледно политиката го игра голема улога и во музиката и некако не се дава. Тоа беше наменски тогаш Евровизија заради Норт Македонија да се слуша цело време 12 points go to Норт Македонија. Па вале. Не знам. Веројатно да се промовира. Па да, не знам. Такво чувство добив. Да. И многу често имаше 12 поени. Бала брате за Норт Македонија. Види, јас стално викам ние треба да се појавуваме. Да, ама сегде политиката има. Политиката има, ама ние мора како се вика, да се истекнуваме, сметам дека културата, без разлика каква уметност, култура општо е, главам како во една гранка, мора да си ја промовираме и мора да ја негуваме, пошто државата се гледа, ако има култура во една држава, така гледаш каква држава и ние мора да ја негуваме таа, а не да ја згаснуваме, пошто за жал во моментов, конкретно за музиката во Македонија, се туѓо ни е поблиску од нашето. И мене навистина тоа ми смета, вервајме му смета и на голем дел од колегите, пошто ние се смени тоа мислиш за некој време догледно? Па ако се обединиме, може да го смениме. Ти гледаш порано имаше М2, како што кажа сам, значи и не само М2, и Идол и не знам колку други талент шоу, и знаеш веќе тоа се пласираше кон луѓето, тоа очекуваа да гледат и знаеш звезди вефт. Тој период беше вистина да немаш кулица поминиш, пример, да. Знаеш, кој е најголемиот мими проблем? Најголемиот проблем е кој што прво медиумите како медиуми, за жал,
не знам од која причина, сериозно бойкотират македонската музика. Еве, знаеш и сам, да ние стално викаме да опуштиме сега радиото. Јас често одам, пример, работно, еве, на кај Србија. И пример, кога ќе влезам во Србија, буквално слушам на кој да е радио, кој ќе свртиш, ти слушаш српска музика, знаеш дека си во Србија. Ќе пролете и странска песна, не дека нема да пролета, а уште пожално е што, мислам, жално, не знам, што, пример, наши артисти, кои што се таму познати, ги вртат, човече, ние сами не си ги цениме луѓето. И артистите нема да ги слушниш на радио, ќе ги слушниш во Србија. Ти песна твоја која што си извел си ја напред, ја пушташ вака по радио како автор? Мислиш, Земиш песна твоја, дистрибуција? правиш, да, дистрибуција, да си направиш по радио, ја пушташ? Па да, па весно, па Под нормално. медиуми ваму таму, значи... Не лично јас имам, како се вика, Си имаш тим, пиар, тим, така? да, кој што Се си задвижи, соработвам да. години, пример, така му давам пример, како се вика, ова треба да се пушта, да, да, и ми го пушта. Мислам, и така треба да се Така одвиват треба да работите. функционира, да, на некој апсолутно. начин да се пласира песната, ти не можеш ти да ја направиш па да се ја слушаш ти да очекуваш да Не ти е- можеш да бидеш one man show, По знаеш, секој тоа е, случај, тоа да. е исто проблем кај нас, пошто сваќам Да, дека... се уште за две теми сакам да направиме муавет и да привршваме. Кажа, ај тоа за крај ќе го ставиме, вака ќе направиме. Правиш и музика, бидејќи си композитор, правиш и музика за представи. И многу награди имаш освоено. И за тоа нешто сакам да ми кажеш за искуството, како е да се работи на театарска музика и Да. со чувството кое ќе добиеш на такво признание, бидејќи верувам дека тоа е убав момент. Да ти кажам искрено, тоа ќе го работам додека сум жив, ми се чини, пошто на вистина... Театарска музика? Да. Театарска и филм ми е, да ти кажам, еден голем предизвик, затоа што е многу креативен процес и еден процес кој што е инспиративен и цело време те носи во еден нов стадиум, знаеш, и Да. сосема е различно од ова, да речеме, естрадното. И за тоа сум најмногу благодарен да малце еден вовет како влегов јас уствари таму. Мојот другар Сергеј, кој што бевме цимери, ми вика, со Андреј Цветановски, вика, ќе те запознам, тој вика, режисер, сега заврши, млад е, а вика, ти те гледам правиш некоја експериментална музика, ова, вика, за театар, брат, не си свесен како ќе лепи. И се задружуваме нормално со Андреј, ме запознаме така натаму. И Андреј вика, дај бе, вика, брат, пробај да видиме. Ти е предизвик, мукам, се разбира дека би сакал да пробам. Да. И така почнува, како се викам, првата представа да работам за Андреј во... тој работи во Велес, во театарот во Джинот, Крал и Би. Представата и таа ми е првата музика за представа која што ја направив. Тоа го направив со толку голема посветеност и љубов, што ете се одрази понатаму и навистина идеја луѓе ми вика браво, супер, ова ти треба го работиш и таа магија ме зеде на некој начин. Да. Јас Зорде си ти да. рече. И знаеш пред некое време правев онака по фолдерите низ компјутер отворав да видам колку сум направил. Јас сватив дека имам сериозно многу музика и сватив од самиот почеток до ден денешен кој напредок уствари. Во моментот знаеш работиш, тогаш ти е најдобро. Не размислуваш, да. Не размислуваш, си задоволен, ти со секој процес си викаш ова е окей, одиме level up. Сакаш да си по-креативен, по-нов, по-различен и така натаму. И стварно ми е многу мило што гледам дека сум сватил дека сум созрел, знаеш, со тоа. Да, ми со годините, брате, си иди тоа. Па добро, нормално, искуство да. и така натаму, Да. значи и посериозен веќе стануваш. Да, и стално викам дека може има од ова плюс да се направи и тоа е добро, да не движи нешто. И театарот е навистина нешто што премногу го сакам како институција. Музиката за театар ти викам ќе ја работам да сум жив. И исто така во поново време од кога направив првата музика за филм кој што
беше на Гоце Цветановски. Бизнисот на задоволството, кој што сосема исто случајно влегов, ете, благодарение на театарот. Да. Човекот гледал представи, музика представи. И му се бенди се музиката, да, пред тоа имал некој договор со странски композитор. Викам Гоце, јас не знам како се работи музика за филм. Би сакал да пробам, да. Викам, немаме време, месец и пол, викам, мора да е готова музика. Да. Пошто тоа е веќе друго, гледа слика, се работи за секунди, ти ќе ме сватиш што ти зборам. Да. Мораш да си точен на одредени секунди ритмика да погодиш. Па промени на темпото, е на така. вистина сериозен и сложен процес. Али ми се направи мајнцето дека морам да го направам и не знам како, седна, фала му Господ. Тоа креативно е, креативно, да, и го направив. Креативен оди некако работа. И со таа музика, пример, бев последно номиниран на еден од трите најголеми светски фестивали за филмска музика кој што се одржува во Хрватска, кој што беа уствари дојдени сите најголеми композитори од Холивуд наградени со Оскар, како Стивен Прайс и ред други кои што што ги имаме сите тие такви светски познати музичари, светски познати продукции и Димитар Андановски го имаме таму и тоа нешто како тука слабо врви медиумски, вистина. Тоа треба да има нешто нака поддршка од се што да. Абе види, јас и до негде можеби сум таков човек кој што ти си скромен, нешто нака не си. Јас брат, знаеш, цела моја кариера, дали тоа било со пеење или било, еве, не знам, се во поново време ова што го работам. Стално некако тивко ја терам работата. Да. Благојче од Фонтана, мој брат, да речем, пријател, другар, вика, бе, чаламо дете, тебе ти е многу мало. Да. Стално ми го зборува тој, затоа стално му сум онака се смеам и многу е во право, знаеш. Многу е во право за тоа, ама па не знам, то не мислам дека нема ни да го сменам никогаш. Таков како човек сум, не ќам да се наметнувам. Па еве ние вака што работиме ќе те чаламе, ми готово така, се, да, некако ти стално ме поддржуваш, брат, од кога памтам. И фала ти многу за тоа. Нема проблем, јас поддржувам се што да. е македонско. Да. И како се вика, мислам дека и не знам така ќе го водам цело време нештото. Ако така сметам дека е правилно, сакам природно да течат работите, не икам со сила да пам работи и тоа е. Океј, сакам да ми кажеш уште за студиото, знам дека имаш дома студио, некој се слушнавме, здраво и чао на моторо. Кога се слушнавме, некој ми кажа дека нешто го прошируваш. Да. Се што се случува, значи ќе имаме големо студио во Битола? Па ќе биде, да, ќе биде големо. Ќе биде големо. Види, првично, брат, го правам заради мој кеф. Јас, кога се вратам на назад, така, сите кои што ти работи со студио, знаеш, сум почнал со една звучна карта и искршена миди клавиатура. И, знаеш, она желбата кој што сум ја имал стално, кој што ми била предизвик, да си имам моје студио, онака по сите, по мој вкус и пак некои параметри кои што ќе, да. Му благодарам најмногу на Бог и на фамилијата и на целиот труд и процесот кој што сум успел да можам да го направам тоа. Првично го правам тој простор заради мене, за да се осеќам, таму се осеќам свој на своето и таму сум како што ти е песната. Буквално, да. Буквално сум изгубен од времето. Жена ми кој ќе дојде некојаш ми вика, бе, ти бе човек, шо правиш 10 сати овде? И како да му кажем шо правиш? Па знам така. Знаеш, нема да ме свати. Па разбирам. Знаеш, нема да ме свати да шо правиш до 5 савајле пример. Да бе, да. Значи буквално мене денот тоа ми е. Јас и дали од работа ќе се вратам од Фелиција во 3 савајле ми се дешавало од кабаре бука, знаеш, музика, оно јас таму морам да влезам во ден. Малце да се смириш. И таму сум 1 сат. Ако го седам сум тоа што треба да биде. Да. И првично го правам, нели, за себе си, а второ го правам пошто сметам дека во градот имаме многу музичари, имам некој план кој што и не го правам за пари, да се разбериме. Значи го правам, сакам од градот луѓе кои што сме да се собериме, да пуштаме, да создаваме, да правиме некоја креација и да имат луѓето одреден простор кај што ќе можам и се јавиам и речи дај брат, те молам да направиме, пошто види јас моментално сега
по најново еве соработвам со некои од македонските пејачи, прам аранжмани, снимам и така натаму. И се имам еден мал простор кој што ми беше адаптиран за мои потреби и буквално се внатре двајца не бери. Да. И ми станува тесно загушливо и сакам стварно да го направам да види да можеме да го снимиме, да направиме малце по сериозен левел ап да Тоа направиме. значи дека имаш прогрес во работата, брате, и самото си побарало, Па си да, повлеквит што белото да, видеа. апсолутно, да, апсолутно. А имам доста и, да речам, многу нова музика, кој што во иднина и планирам да ја вадам во етер, лично моја, Да. а и на мои драги колеги кои што соработвам, кои што сакам да им поможам, пошто убаво е кој ќе се сплотат енергиите, секој дава свој допринос во нештото. Да. И на крајот правиме нешто заедничко кој што еден ден верувам дека ќе ни биде драго дека сме направиле, оти никогаш не знаеме во животот тоа што го правиш. Може да стане нешто големо, никогаш Така не е, знаеш. не знаеш и кој ќе запали. А го правиш, барем јас така работам, јас го правам прво за да ми се бендиса мене. Јас никогаш не работам за да му се бендиса на широката маса. И некогаш работи кои што мене ми се бендисвале, не поминувале, пример, Да. во етер. A few moments later. Тука сме. Да. Ова по 16 пат ми се дешава. Ја прегоривме. Јоцо Solution. Слушај се, на тој 3D принтер што ќе да ми спринташ едно капаче вако за сенка да ми прави еден кулер да имам напред да така. лади. Поздрав Јоцо. Да. Значи по 16 пат ми исклучува камерата на сред емисија. Битно бевме Да. пред крајот на емисијата, го носам да име сега до дома. За крај само еден на порака да ми продиш. Да. Да, во живо. Па не знам, да се сакаме, да видиме добри луѓе, да се почитуваме, да го правиме оно што го сакаме и здравие Господ да дава, да сме здрави, живи, брат, пред се, другото не Здравието знам. пред се. Се ќе си доаѓа своје, како што рекол Дедо Боже, така ќе терам. Така и ќе биде. Да. Диме, иако градот беше затка, како што забележа, Да. фул гужба се препотив, мислам дека убаво си помина. Да, брат, да ти кажам, многу ми е мило. Фала ти што ме покани. Го ценам многу твојата поддршка. Прај го ова што го правиш, битно е за градот, да знаеш. И Па и за државата. за државата, апсолутно. Некако се не гледат и во поќе градови. Не Да, сме да, гледали да, ќе да, точно. И ти посаквам многу успех во иднина, и уште поголеми проекти да смислуваш и да правиш. Фала ти И па за тука се што сме, треба. Тука сме, ќе да се ми си здрав и поддржиме. жив. Чувај се и фала ти Чувај уште се. еднаш. Да. Нема проблем. Чао, чао. Ајде, чао, Гледајте да Југо и слушајте го Димитар Андановски. Чао.